Британскиот кредит од 6 милиарди евра не може да биде со пониска ефективна камата од 5%. Ова се очекувањата на експертите кои ги искажаа во емисијата Бизнис 21. До сега нема детали околу условите и колку дополнително пари ќе враќаме за камати, освен изјавата на премиерот Мицкоски, кој очекува каматата да е пониска од 4,5% и таа на вице-премиерот Николовски околу 3,5%. Но познавачите предупредуваат, кога ќе се соберат вкупните трошоци за кредитот, таа нема да е пониска од 5%. Наискористениот дел, кој што ќе го земеме од таа кредитна рамка, ние ќе бидеме некаде со околу 5 до 5,5%. Еве, јас шпекулирам до нивото на просечните каматни стапки на 6 милиарди, 5% колку камата, 10 години отплата, некој грес период, колку да бизнесувал? Од прилика од 60 до 100 милиони евра, зависно сега, комплетно, сега можам да шпекулирам. Годишната камата таа би била? Не би можел се бројки да ви кажам. Пласирањето на тие пари во Македонија носи ризик. Така да Македонија не е од рангот на Британија во ризичноста на примањето на странски средства и очигледно е дека таквиот ризик ќе биде додаден во пресметката на ефективната каматна стапка. За да формираме ефективна каматна стапка, мислам дека нема да биде под 5%. Секој еден, тоа значи дека очекувам да биде нагоре. Експертите предупредуваат да бидеме внимателни со трошењето. Велат мора да создадеме додадена вредност, раст на бруто домашниот производ, за да можеме да ги враќаме парите. Предупредуваат да се внимава со јавниот долг на земјава кој сега е 57,7% од бруто домашниот производ или должиме 9,6 милиарди евра. Рамката е огромна. Тоа е некаде рамката која ние ја креираме сега е близко до 45% од вкупниот капацитет на GDP ако правиме. Но Моски најави дека има информации дека ќе има уште вакви билатерални договори.